Денеска ве водиме во селото Таур. Оддалечено е од центарот на Скопје од прилика околу 20 на километри и има два начина да стигнете до него. Првиот е преку Драчево до Таур и вториот преку Петровец, Ржаничино за Таур. Ние го одбравме вториот начин. Следете. Но пред да ви откриеме нашата цел, зошто одиме во Таур, еден мал час по историја. Селото Таур датира уште од античко време. Името доаѓа од античкиот збор Таура, што значи рид, што пак се совпаѓа со местоположбата на селото, сместено на малиот рид покрај реката Вардар, на влезот во Таурската клисура. Селото е позиционирано на источната страна од Скопје во местноста Скопска Блатија. Во римскиот период се викало Таурисиум, а остатоците од овој град се наоѓаат непосредно до селската црква. Во овој град бил роден византискиот цар Јустинијан I, владетел од Македонија, кој што владеел со источното римско царство од 527 година до 565 година. Христијански православен теолог, градител на многу православни храмови, од кои најубав е Света Софија во Цариград. Голем реформатор, ја формирал основата на византиското право. Италија била единствената западна провинција која што го применувала Јустинијановото право, кое подоцна се пренело во Западна Европа и станало основа за современите европски правни системи. Значи Таур низ историјата било важна стратешка точка и тука постојано имало живот. Се наоѓа на надморска височина од 250 до 300 метри. Селото брои околу 150 жители и овој број речиси е постојан во последните 100 години. Атарот на селото зафаќа околу 5,5 км квадратни, од кои 260 хектари се обработлива површина. Околу 200 хектари се шуми и близу 40 хектари пасишта. На овие пасишта се напасуваат и козите на Слободан Симоновски. Но пред да ја посетиме неговата фарма на крајот од селото, најпрво седнавме во дворот на семејната куќа. Пречек домакински, домашна пита со прас, козјо сирење, домашни јајца и се разбира домашна ракија. Слободан вели со кантарион: убава. По малата закуска отидовме до фармата, а таму повеќе од 100 кози. Убавици, алпинки, многу и малечки јариња. Слободан работел во Хемтекс во Скопје и еден ден пред 30 години решил да направи пресвртница во својот живот. И вака се, јас работев во Хемтекс. Значи, и почна тие рецесии, почна да ги намалија малце платите. И ја имав, малиот имаше бронхитис. И ми рекоа само козјо млеко да пие. Докторите ми рекоа тоа, кога се роди, од малечок пиеше млеко. И земав една коза, викам да си знам моје, ја да си, можам да, што ќе му дадам на детето, млеко моје. Почна да пие од тоа млеко, убаво млекото. И дали веруваш, детето толку живо стана и прче го викам малиот. Ја си размислам, ми треба 4 сата да изгубам 2 сата по пат, значи идам натака, 2 сата навака, тоа се 4 сата. И 8 сата работам, 12 сата губам денеска, што идам на работа. А зимав 6 милиона плата, а трошев 12 милиона. Значи со кола идев, не ни беше превозот така, морав да идам со кола и трошев 12 милиона. Па викам, ќе седам дома, ќе ги оставам цигарите, нема да трошам гориво, нема ова, нема, многу пубаво, викам, ќе ми биде. И, ајде, нели беше, почна да даваат 24 плати, ако сакаш сам да напуштиш. И си земав 24 плати, 4.500 марки, нешто имав кози, од Аустрија дотерав 10 кози. Значи тие пари ги употребите за увоз на кози, така? Да, тие Беше проблем да се донесат кози од Австрија? Не беше тогаш, немаше проблем големи, тоа беше уште тоа, така ги донесу, после уведоа 100 евра карантин, ова, не кошташе една алпинка да донесе 600 евра кошташе. 500 евра таму ќе платиш, 100 евра
карантин 600 евра. Ја така ги донесов полесен пат. Не платив многу. И прв земав, веќе имаше дзинго од силек. Имаше кози тогаш. И од него земав прч убав. И ги почнав да ги правам, ги исфрлив после тие домашните што ги имав 20-тина. И направив све алпинки. И направив убава една чиста раса алпина. Благородна коза. Кога ја спомнавме алпинава, кои се карактеристикиве на конкретно на алпинава? Па се карактеристиката е вака сега, млекото има поголема масленост малце, поише протеини има, поголема масленост, за сирењето му треба, за да не биде тврдо, треба да има малце поголема масленост, да не биде толку тврдо сирењето. И месото е многу добро, ова е срнеста раса, иначе се вика, сега јарето ако го заколеш, исто како срна да си, или коза да заколеш. Исто како срна од планина да си фатил, исто месото, квалитетот е таму. Пред малку спомнавте дека околу 100 кози имате. А да, ги намали малце. Еве сега јаринјава цицата, уште се малечки, меѓутоа кога ќе заврши тој период, дневно колку може да помолзите млеко? Видите, тие постари кози што се од, значи козата доека не напуни 3 години, кој ќе влезе у 4 години, тогаш се гледа млечноста на козата. Така. Значи испод 3 кила нема коза што пушта. Ако е веќе у 4-та година. Значи кој ќе дое. Колку време треба една коза например да се измолзи? Па машински му треба 4 минути. А вие? А јас за 4 минути 3 кози морам. Рачно. Значи вие сте супер машина. Да, супер машина, и тоа со Чижбановски беше едно предавање на земјоделски. Он покажува како вака со широка рака треба да млзеш. Широка, кој викам бе професор, практично да ја да ти кажам како се млзе. Ја вака млзам со палецот. Ова исто на јазикот на јарето. Он кога цица со ова стиска со јазикот. Ова е најправилно млзење. И најбрзо. Ова сам свршće, млеко тече. Овака не можеш да млзеш со рака. Ти треба и не може ни една коза да помолзеш така за 4 минути. Денес во Македонија, според некои проценки, треба да има околу 200.000 кози. Претежно се одгледуваат по 1 до 2 кози. Има и такви кои одгледуваат по 20 до 30 кози, а постојат и добро организирани фарми со 100 и повеќе грла. Основната карактеристика на нашата автохтона коза е тоа што е ниско продуктивна, но и доста отпорна на нашите услови. Според некои проценки, производството на млеко се движи од 120 до 150 литри годишно и 1,4 јарења по коза. Со подобрување на условите за одгледување и со вкрстување со помлечни раси, може да се добиваат и по 300 литри годишно и 2 јарења по коза. На количината и на составот на млекото влијаат повеќе фактори: староста на животното, исхраната, здравствената состојба, наследни фактори, сместување, број на молзења и друго. Козите се молзат наутро и навечер, а ако се помлечни, тогаш и 3 пати дневно на растојание од околу 8 часа. Ние по обичај додека не ги продадеме цицата, јарињата по квалитетни се подобри, затоа тој што земал едно јаре, у година бара 2, 3, па му кажал нови и така ги продавам, немам проблем со јарињата, од дома ми ги земат јарињата. Ја им ги колам, ќе си како сака, така ќе му обработам и си изимат, си ги носат. А има некој да бара, например, и тој да одгледува па да земе од кај вас? Има, идат и за репродукција идат. Само тие се малце поскапи за репродукција што идат. Колку се тие? Па сега падна многу цената, негде 100 евра, 120 евра женските ги даваме. И машките толку што сакат. Тоа машкото може да се пазариш, за машкото овие нема, овие. Ако е ова 120 евра, тоа е фиксна цена, нема пазар. А машкото може 100 евра, 80 евра, така. А со млеко успевате да го продавате? Млекото веќе не можеме да произведеме колку што ни барат. Значи, иде млекото, се троши. И производот се троши, и тоа немаме увек. Сирењето исто така? Увек некој ќе нема, ако разбираш кој ќе дојде или кој носам, ја еднаш за Скопје носам у петок.
разнесувам и са неколку души што имаат нарачено ќе останат, што не можам да им испорачам. Нема значи. Доаѓаат и дома ви земаат И сирење? дома доаѓаат, од дома поише доаѓаат сабота и недела доаѓаат, зимаат од дома. Млеко, сурутка. Са сурутката е на цена, значи има голем имунитет. Од сурутката сите прележани од короната доаѓаат да имаат сурутка. Уште време се најголеми докторите, највише доктори користат, они ги знаат вредностите на козите. Значи козјото млеко покрај што е хранливо и лековито. Значи покрај козиве си имате и други животинчиња по дома? Имам јајца, јајца имам гуски, имам шатки, дукатки, кокошки. Браво. Значи се купат и тоа, луѓето ќе дојдат органско, по органско нема. Прво храната ми е органска за козите, значи во пченката, во јачмен произведам пченка, тритикале и другото ми е детелина на Се ваше производство? Све наше производство и нема вешачко ѓубре, нема пестициди, нема користиме органско ѓубре од козите. Имате поголем имот во близинава? Па не, имам нешто, ама ми треба уште за да го зголемам стадо. То треба уште 10 хектара може ми треба земја. А колку имате се? Па сега имам 6 хектара, имам под концесија земено на 30 години и под луѓе вака имам може 10 хектара земено за под наем. Што им плаќам по 1000 денари од декар. 1 хектар 10.000. Плаќаме. И така. Се исплати така? Па се исплати, да, се исплати. Се исплати, ама друго е да имаш твое. А овој таман ќе го разработиш, ќе ти го земат. Ќе рече ја го работам така, да. Освен пченица, јачмен, друго од добиточна храна што имате? Па користам и суданска трава садиме. Што е тоа? Суданска трава, таа е една многу добра храна за крави и за кози. Значи сега насадија пушти и од овде трчаат право, сладка е малце, трчаат право да ја јадат, значи многу ја јадат. И сега кај мене такове теренот не може, сега има вода таму. И дури у мај месец ќе падне водата од блатото ми. Значи не сака многу влага, така? Она сака вода, него ја не можам да влезам да ја насадам. Оти она мрзне, значи не смееш порано, ако ја вати мрз, ќе измрзне. Затоа секоја година се сади, 4 пати се коси. 4 откоси има? 4 откоси има. И многу е порентабилна, да речеш да земе граор, грашок, тоа еднаш ќе го косиш и тоа, треба да го платиш 60 денара, 70, не знам. А ова колку е? 80 денара, а 4 пати го косиш. 80 денари кило семе, 80 така? денара кило. Со кило семе колку можете, например, да посеете? Па негде 30 кила иде у хектар. Во хектар? Да. Значи, околу 2500 за 1 хектар семе. Да. И така не е скапо, а многу е... А со еден откос од 1 хектар, Има колку? маса голема. голема маса? Многу маса дава. Колкава расте? Расте 2,5 метра може, ама нема да ја чекаш, немаш да ја окосиш. А иначе да сне вака 2,5 метра може да се. Ние вака довде некде метар да она ја косиме одма, за да може и 4 пати да ја окосиш. Кога се сее сега, пролетва? Уште може мраз да фати. Уште е рано. Затоа ја садиме таа, оти таму и не можеме да влеземе. Уште има вода таму. Таман и водата ќе се осуши малце подлогата, ќе изораме и одма садиме и таа одма никто е. До 15 мај може да се сади. 20 мај. До тогаш може да се наси. А четвртиот откос, последниот кога е? Четвртиот откос у октомври. Октомври, а сега зависи дали ќе го земеш од како ќе биде, дали ќе има дождови, дали... Ама углавном, и ако не го земам, ќе ги пуштам козите, ќе опасат, али углавном го зимам. Последниве години, значи октомври е убав. И детелините тогаш ги косиме. Значи, посакувана храна е суданскава трева за козиве? Ептен добра за козите. Значи ептен добра е погодена за кози. Сте забележале можеби зголемување и на млечност од нејзе или? Поскоро како детелината доаѓа храната,
али не оставаат ништо. Све јадат. Нема едно зрнце нешто, една тревка да остане. Да речеме сламата, да ја дадеш јачменица, од јачмени им даваме, друга слама не користиме. И ти им дадеме, ама 40% ја остават, не ја јадат. И за постилање таа ја користиме. Кога треба да постиламе, ти им дадеме јачмен, што ќе изеда тоа што ќе приберат, другото го постиламе. Од детелината не оставаат ништо, од суданската трава не оставаат ништо, све јадат. Значи, до мрвките, све изедо. Нема проблем никако се. Ви помага државава? Абе, ни помага. Абе, нешто помагаат, ама Што е тоа нешто? не е на време сега, евете субвенции дават, не ти ги, кога ти требат парите, не ти ги дават. А кога ви треба? Ако треба, да речеме, у есен да купиш храна, да у пролет, да ги подраниш козите. Најбитно е у есен. Или у лето кога да си купат сточариве, кога е ефтино житото да го купат, од блок да го земат, од нива. После зимно време не може да го купат. Џабе ти е субвенција дупло од кој ќе го платиш житото. Колку ви дават? Па колку дават, беше 1000 денара од коза дава за козите. А за јаре плюс има 750 беше ја кога бев на тоа што овие 2 години како е, не знам. Еве колку е сега вредноста на една коза, например, сега да ја купите? Ами сега падна, знаеш, почна да увезуваат сите од вамо, од тамо, увезуваат, донесуваат болест од Франција. У Франција беа тоа време беа козите 95% болни козите. Не, за луѓето не беа опасни, ама имаше смртност кај јарињата. Значи до 2 месеца поколје кај јарињата умираат, се влечат на задните нози. Пролив, кашла, тоа, и не ги бија за 2 месеца и умираат јарињата. Значи почна да носат и луѓе ќе земат, ако им дојде таа болест у фармата, нема таа лек, не се лечи. Има сегде таа, и у Србија ја има, у Словенија, само словенците работат, значи, тоа го работат, ќе земат, кој ќе се окози козата, не му дават, оној се заразуваат од првото млеко, од колострумот. Значи, го зимаат јарето, не му даваат млеко од мајка му. И му даваат од друго за приплод, така ги чуват и се искоренува, така може да се искорени таа болест. Кај нас тоа не се работи. Се фатија сите поголеми стада и све се симиња цената. Ако е земал, да речеме 200 евра, он за 100 евра гледа да ги продаде само и се симиња. Ја немам, да ти кажам право, прчо и треба да се мењат на 3-4 години за крвта за ова. Ја, еве 2 години бирам од кај да земам, сраф ми е да земам, значи на нецизонен сам и ја болест. Сега тамо има една стадо, во 2 години контактирам со тој човек, ќе земам 3 машки јариња да ги сменам крвта, морам сега да ја менјам крвта. Наше во Македонија? Да, кај нас, да, има тамо во Судук се, таа селото на кај Штип тамо. Бидејќи шумава е овде блиску, имате проблеми со дивеч? Има. Да. Има дивеч, ама имам кучиња. Имам шарпланинци, ама шарпланинците ниско е овде, не се баш погодни. Топло е, ја? Топло е, летно време ги немаш, се кријат оценка. Овие се имам кангали и многу добри се, значи нема дивечот. Што има овде од дивеч како проблем? Па има вуци, има еднаш ми заклаа 13 јариња и 3-4 кози ми заклаа. Од кога ги имам сега овие кангаливе, нема нападната ништо. И овде ми е, гледаш, ова отворено све. Ама тоа е едниот тука, пази, тука лежи. Сега се стемни тука, ќе легне, не пушта ништо. Имам и овие кокошки, чувам, живија доста. Лисица, има преко 10 лисици фатено, он жив ги фаќа. Има 3 куни удаено. Мачки диви има преку 30 фатено. Има и диви мачки? Има и диви мачки, па има тука на таварнот се качува, дојде како го нема тој, овде ни јајца може да најдеш, ни кокошки, тука од таму и легуваат. Симуновски своевремено бил во раководните структури на фармери и главен промотор за развојот на козарството кај нас. За себе вели дека е едуциран сточар кој што често учествувал на нашите саами за храна, бил дел и од одредени проекти надвор од државата и добивал многу награди и признанија за своите производи.
забележувате дека веќе се менува филозофијата во исхраната кај човекот, има поголема побарувачка сега од да речеме од порано? Има многу. Порано беше баук, значи козјо сирење само е врти главата, не вика тоа смрди мириса. И не ќат ни да пробаат, значи нема. Ја доека беше сајмот увек учествував, мојот штанд беше најпосетен на сајм кој иде, пуно пак. Купо, јама им нудев, го пробивав, ја го пробив сирењето, козјото сирење. И сите доаѓаат амбасади таму, многу амбасадори, фатив муштери. Сите амбасадори скоро, нема амбасадор што не бил кај мене, што не ме посетил од сајм, ќе дојде кај си, ќе дојдат. И тука си плаќат им исвечам јаре, ќе имам тука, зимаат роба, ќе си посетат тука и си одат. А овие луѓе што идат на штанд, вака обичниве луѓе, што не ги знаат предностите, а вика ова не мириса сирење, зошто бе да мириса? Ама ја сериозно ја сватив таа работата и брзо учев. Напред стигнав до 40 врсти на сирење правев. Значи идам на сајм у Пловдив во Бугарија, им ги собирам наградите на бугарите, се. Ама кој го виде моето сирење, кога зима сирење, кој е овој да видиме, а ја има филба и калапи. Имам околу 200 признанија и дипломи освоени низ светот и кај. Цобе се пожали дека тешко се наоѓаат работници за поледелски работи. Тој вели дека младите бегаат од нивите. За среќа кај него е сосема спротивното. Се пофали дека синот е максимално посветен на земјоделството. Ви помага некој по дома? Кој се е ангажиран? Па сите се, ова е семеен бизнис. Значи сите се, ја ги оспособив девојче да ми заврши инженер Сточев. Значи дипломираше. Другиот син има уште еден испит има да заврши земјоделски факултет, инженер. А третиот он е прехрамен техничар и касап заврши. Ама не го бива за таа работа. И он си работи друго, све знае да работи, нема што не знае да работи. Сега моментално е у Хрватска на работа. Така. Вие младиве што ви се дома, Да. покажуваат интерес Па за ова? да, имат интерес, имат помагаат сите. Помагаат се, ја отидов у пензија, му префрлив на најмалиот син. Ова, нема, он се сам работи, ора, сади, све, он работи. Ја викам се у пензија, не идам, викам у нива. И он све работи. Работи негде 15-20 хектара земја, сам сади, сам све коси, жние, све он сам. Околу превоз на детелина, на суданска трава. Браво. Ја имаме два трактора, еден трактор ја, еден он имаме приколици големи овие. Две вакви приколици имаме големи, по 200 бали товараме. Оти тогаш треба да уграбиш што дождо и едно друго работници. И взимаме, ама многу тешко, не можеш да најдеш работници. Една позитивна работа што ја спомна за селото, а што не израдува и нас, е тоа што има голем подмладок. Ни рече дека само во неговото мало има 25 мали деца, а 3 внучиња има и Цобе. 2 од синот, Давид и Матеј, и Виктор од керката, кој бил на роден ден додека ние снимавме. Си доаѓаат на фармата, си играат со јарињата и помагаат по нешто. А кај Цобе има и дукатки, гуски, зајаци и други животинчиња. За крај го прашавме дали од ова може добро да се живее и дали го препорачува како начин на екзистенција. Има перспектива во сето ова? Може да се живее добро? Може. Да? Може, има перспектива. Прво, дома ни е работата, тоа е најбитно. Тоа е најбитното, сега ти да идеш од Скопје. Сами си го креирате времето? Сами, времето, кога сакаш ќе станеш, кога сакаш ќе легнеш. Сега работиме, не ни е ограничено. Може и некој пат и 24 сата кози. Тука кај козите мора да видиш. Ама се сами си планирате? Све сами си планираме и не ни е тешко. Значи, не ни е тешко. Надвор, воздух, убав. Убав воздух. Се чувствувате слободни? Слободни као птици. Го препорачувате ова? Бога ми на сите им го препорачувам. На сите да видат што е слобода. Да видат како се живее. Еден, ова идила,
селски живот еден Божји рај. Божји рај. Кога сакаш, само проблем еден е што немаш многу големо слободно време, знаеш, да идеш, можам 3 дена да видам отсутен од дома поише. Тешко. Сепак некој треба да остане дома, така? Да. Добро, кога ја обучиш овие од дома, може, еден по еден. Идат, деца идат, ама ја 3 дена, ако идам негде, да патувам 3 дена, 4, морам да се враќам. Психички се растеретивте после од Многу, Хемтекс? многу, ни не ме заболи, не болест, ништо од тоа што кога напуштив, доека не напуштив работа, овој зап ме боли, оној зап ме боли. Од кога напуштив работа, никаква болест, нека ништо не ме фаќа. Слободно живеам, слободно дишам. Нема. Со козиве си се Со дружите? козите, мене ми беше мерак да работам. Го напуштаме селото Таур со надеж дека оваа успешна приказна на Слободан Симоновски за многумина ќе биде мотивирачка. Останете во добро здравје и уште подобро расположение. Пријатно!